Сега во овие мерки пак најавуваат дека ќе не опфатат со плати за вработените, но ние повеќе немаме вработени. Едноставно бизнис што не работи, не може да држи вработени. Повеќе од 7 месеци сме затворени, долговите само си нараснуваат и ние сме дојдени на ниво на финансиски колапс. Добро, вие плаќате годишни лиценци. И барате нешто да ви рефундираат за лиценците, да ви важат подолго време? Делот за лиценците, значи владата донесе одлука каде што ни ги продолжуваат лиценците и во 2021 година. Но тоа ние 7 месеци сме затворени, они само ни го враќаат периодот кој сме затворени. Лиценците се во зависност од категоријата на дали е кабаре, дали е ноќен бар или дискотека, но лиценците во просек изнесуваат од 4 до 7.000 јавни. Овака поради тоа што нашите објекти имаат технички услови далеку подобри отколку на кафе баровите, значи во однос на висина и во однос на системи за вентилација, ние можеме да донесеме дури побезбедни протоколи за работа во ноќните клубови. На што се однесува тоа? Еве, столче за секој, како што е во ноќните барови, четворица на маса, мерење температура на влез, електронска продажба на карти, или едноставно картите може да се стават во сметка, бината секако кај нас е подигната на повисоко ниво и на некој начин можеме да се заштитиме од ширењето на зараза. Сакаш да не прима во рок од 2 дена ќе има затварање да биде се до тоа, бидејќи имаме нова настапна ситуација каде што сме затворени скроз. Претходно имаме протоколи, значи ние не шириме информација. Ние сме само посетари кои што протоколи сиве институции што треба да се обратат они, да си ги обезбедат сите тие луѓе кои треба да си ги казнат тие што го преспуват закон.